Здраво, ова е осмото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци. На денешниот репертоар е Телма на Јоаким Трир, а во овој филм Телма е збунета религиозна девојка која се обидува да ги негира незините чувства за женската пријателка која е заљубена во неа. Ова ќе биде причинител потиснатите психокинетички моќи од страна на подсвеста да испливаат на површина и да предизвикаат непоправлива штета. Телма е овогодинешниот Good Night Mommy на формален план и Кери на содржински, работен со бравура на режисерската палка на Јоаким Трир, еден од некронисаните млади наследници на Ингмар Бергман. Еден од најголемите филмски криминали кои може филмската индустрија да ги смогне е манипулацијата со очекувањето на гледачите, па во тој случај на Телма беше проведено од страна на снобовските критичари и маркетингот кои бега од зборот хорор како вампир од сончеви зраци, сметајќи дека поголем успех ќе доживее филмот доколку не се етикетира како тоа што е, бидејќи не било допустливо од елитистички тенденции, фестивалскиот миленик, режисерот на Louder Than Bombs, прекрасниот Осло Август 31 и деби остварувањето Реприз, да сними ниско вреднуван хорор. Наместо тоа тој сними еден високо квалитетен coming of age хорор филм, а неочекувана артхаус драма или романса. При тоа, покажувајќи уште еден од неговите самотни ликови испишани на филмското платно, во спрега меѓу женската сексуалност, патриархијата и потреба за собствена експресија. Да не се лажеме, 21 век е, време е да ги тргнеме од шилата на жанровските предрасуди и да ја погледнеме вистината во очи. Ејли Харбое одлично ја глуми повлечената и покорна Телма, желна за знаење, која доаѓа во допир со широкиот опсек на разноврсните ставови и погледи нужни при академска надоградба, со упориште кај што неизбежно е да се кршат копијата меѓу каноните на религиозниот фундаментализам и постулатите на науката. Без да навлегувам во подробностите на наметнатите религиозни конвенции врз Телма од страна на незините хеликоптер родители, кои ја имаат функцијата на оков, за да ги држат под контрола незините потиснати психокинетички моќи, но тие ментални бариери ќе бидат срушени од понирањето и истражувањето на сексуалниот нарав, созревањето од девојка во жена и потрагата по собствениот идентитет, не баре станува збор за доста романтичарска новела. Екипата на постојани соработници на Јоаким, која победува, не ја менува, ниту во овој филм, напишан заедно со Ескил Вогт, монтиран со доловување на спорогоречки ритам и исчекување со помош на Оливер Бугекоте, со загалачна музика на Олаф Флотум, која не го одзема приматот на најголемата звезда на филмот, фотографијата на кинематографот Јакоб Ихре, кој овој норвешки филм го украси со постојани зумирање на ликовите, не баре оделе на исти часови со Јоргос Лантимос за доловување на естетиката на 70-тите години на минатиот век и во одушевувачки екстремни широки планови во кои може да се забележи неприкосновената убавина на земјата затрупана под снег. Визуелното студенило преовладува и во филмската палета на бои, без разлика дали се употребува во реалистична или надприродна, односно сонлива сцена. Филмот за мене поседуваше три одлично изведени опасни сцени, во кои едната е психосексуалната фројдовска сцена која ја вклучува змијата, сцената на поместувањето на дното на базенот на неговиот врв и самозапалувањето кое беше нескротливо и страна на огромната водена површина. Филмот умешно го крие суствениот пресврт, иако постепено го начнува со навраќањето на сцените од детството на Телма со незините родители за на крај, кога ќе се запознаеме интимно со главниот лик и ги залепиме сликите од незиното минато, сосема поразлично го толкуваме идентичниот кадар на почетокот со факултетот. Секоја персона различно би реагирала на надприродниот детерминизам присутен во филмот, во кој нечија волја изразува спонтани телекинетички начела врз основа на емоционалните пориви
без разлика дали станува збор за љубомора, одмаздолюбие или привлечност. Таму кај што персонал шопер на Оливер Асејас се плашеше да истражува и да си ги признае на себе си жанровското инволвирање, таму Телман нема сомнеш во сопствениот сорлицизам. Норвешкиот кандидат за Оскар ја нема наивноста на американските Stranger Things, но затоа пак ќе направи реминесценција на сцени од милје на Алфред Хичкок и Фридкиновата Реган, која што е приклучена на машини за тестирање. Ако морам да му судам на филмот, тогаш Телман на испитот ќе добие 4 од 5. Доколку ви се допадна 8-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по постарите рецензии на виртуелната полица. И ви благодарам за вниманието. Поздрав!